Civil Media. Јас би сакала малце да кажам што беше тоа што не мотивираше да започнеме и особено да се фокусираме на работничките права. Имено пред неколку години јас започнав да остварувам средби со текстилните работнички во Штип и да им држам предавање на некој начин за нивните права, како можат да ги заштитат своите права, каде да се обратат. Во тоа време постоеше навистина една голема обесхрабреност, речи си никаков порив нешто да се стори по однос на тоа што значат работнички права. Тие самите не знаеа каде да се обратат и им беше навистина страв да не ги изгубат своите работни места. Од тогаш до денес јас мислам дека е направен еден исчекор напред. Затоа и ние решивме да побараме поддршка за да можеме да бидеме фокусирани на оваа област и да им ја дадеме потребната заштита, но и на јавноста да ја прикажеме како еден работник обстојува во сега Република Северна Македонија. Затоа и побаравме поддршка и од амбасадата на Обединетото кралство, за да направиме од една страна увид во тоа како работниците ја остваруваат заштитата преку постоечките механизми за заштита, но и како стоиме со легислативата. Колку таа може да им го овозможи тоа што им е потребно на работниците за да можат да ги остварат своите права. Денес со мене се професор Мирјана Најчевска, Кире Василев, еден од двајцата наши истражувачи кои што ги направија анализите, кои што даваат одговор на прашањата кои што ги поставуваме. Јас верувам дека овие анализи, не верувам, него тоа ми беше и во план, овие анализи понатаму да ги искористиме за лобирање. За застапување. Еве имаме информација дека ќе се случат измени на законот за работни односи. Она денеска што ќе го слушнете и она што денеска од овие анализи произлегува како препорака, ќе биде од наша страна исто така искористено за застапување со цел соодветни измени на законот за работни односи. Јас сакам да изразам својата благодарност на амбасадата на Обединетото кралство што ни ја даде својата поддршка за да можеме да го спроведеме овој проект и не сакам понатаму да должам бидејќи сакам да слушнете повеќе за анализите, но пред да почнеме со тоа јас ќе му дадам збор на мојот колега Игор Јадровски, кој што ќе треба да замине, па затоа ќе каже нешто повеќе околу тоа што ние работиме и како постапуваме и како функционираме кога станува збор за инспекторатот за труд. Идејата беше најпрвин да се информираат работниците и работничките околу нивните основни работнички права, затоа што од одржани серија на работилници, посети и средби на терен со работниците и работничките утврдивме дека постои прилично мало познавање, прилично мало информираност на работниците околу нивните права од една страна, од друга страна за заштитните, исто така и за заштитните механизми кои што им стојат на располагање во случај на повреда на нивните работнички права. Значи тоа беше да кажем првиот чекор кој го превземавме во однос на информирање на работниците за нивните основни работнички права, поттикнување да пријавуваат прекршување на работничките права и објаснување на заштитните механизми каде што може да ги заштитат своите работнички права. Она по кое што можеби е најпрепознаен комитетот во јавноста е давањето на бесплатна правна помош. Па можам да кажам дека можеби најголемиот инпут во однос на подобрувањето на состојбата со работничките права во држава го имавме токму во давањето на бесплатна правна помош. Чисто за статистика, само минатата година имавме опфат од преку 5000 работници и работнички кои што пријавија некаков проблем, односно некако прекршување на работничките права и повторно ќе нагласам, повеќето од нив се доаѓаат од текстилната, кожарската и чевларската индустрија. Ова од една страна покажува дека состојбата со работничките права се уште не е на добро и завидно ниво, има многу простор за работа, но од друга страна покажува дека изминативе години работа вродиле со плод и работниците и работничките имаат поголема мотивираност и поголемо ниво на свест за пријавување на проблемите со кои што се соочуваат.
Во однос на заштитните механизми кои што им стојат на располагање на работниците и работничките за заштита на нивните права, можам да кажам дека еден од основните механизми кои што го користиме е Државниот инспекторат за труд. Морам да кажам дека во однос на Државниот инспекторат на труд имаме различно искуство кога станува збор за различни подрачни единици, односно не може да се донесе еден генерален заклучок како Државниот инспекторат за труд како орган кој што има овластувања согласно закон да постапува во случај на прекршување на работничките права, постапува како централен орган. Различни подрачни единици даваат различно искуство. Со одредени подрачни единици на Државниот инспекторат за труд имаме развиена одлична соработка во смисла на постојана комуникација со инспекторите, постојано излегување во пресрет и слично. За жал постојат и такви подрачни единици на Државниот инспекторат за труд со кои што немаме речиси никаква соработка. Во однос на предметите, минатата година имавме 32 предмети пред Државниот инспекторат за труд, односно 32 барања за вонреден инспекцијски надзор после добиени пријави од страна на работниците за прекршени работнички права. Пријавите за прекршувањето на работничките права најчесто се однесуваат на неисплатени плати, неисплатени додатоци на плати, повреда на одредбите од законот кои што се однесуваат на дневен, неделен и годишен одмор, повреда на одредени права кои што се однесуваат во однос на прековремената работа, на минување на законски дозволениот максимум за прековремена работа и слично, и нешто што е многу актуелно од периодов, неисплаќање на регрес за годишен одмор, популарниот К15, или враќање на парите од страна на работниците по исплаќањето на К15. Интересно е да се види како инспекторатот постапува по одредени прашања, односно кога ќе се пријават различни типови на прекршување на права. Интересно е што од овие 32 постапки кои што ги имаме поведено, само во 5 имаме добиено позитивен одговор од страна на инспекторатот, односно само 5 пати инспекторатот утврдил некакво прекршување на работничките права. Ако се види како инспекторатот постапувал, ќе видиме дека прилично бил ефикасен и брз во овие постапки, затоа што му требале 20 на дена во просек да излезе на терен, да утврди некакво прекршување на работничките права и да не извести за истото. Имаме 8 негативни мислења на инспекторатот каде што не утврдил никакво прекршување на работничките права. И тука прилично ефикасно, да кажам, реагирал инспекторатот. Му треба малце подолго време кога носи негативни мислења, односно просекот на носење на негативното мислење е нешто повеќе од 1 месец од приемот на барањето за инспекцијски надзор. Она што е интересно при негативните мислења на инспекторатот е што во дел од нив си имаме обраќано со жалба, нели, бараме да се приспита таквото мислење на инспекторатот и многу ретко добиваме одговор по таквите жалби, што значи дека и да кажам управната заштита на втор степен не е толку ефикасна. Оно што е можеби најзагрижувачки е што изминатава година имавме 19 случаи иницирани пред Државниот инспекторат за труд за кои што се уште немаме одговор. Ако се пресмета просекот пред колку време се поднесени барањата, немаме добиен одговор, испаѓа дека чекаме околу 10 месеци за секој од тие поднесени барања да добиеме одговор. Ова е исто така симптоматично затоа што сите овие барања, односно сите овие постапки кои што беа иницирани пред Државниот инспекторат за труд беа иницирани во периодот кога се случија некакви промени во легислативата која што ги регулира работничките права, имено дел од нив се однесуваат на утврдување на нормиран учинок, значи овие барања беа поднесени некаде во март, каде што баравме инспекторатот да утврди дали работодавачите постапиле согласно тогашната законска врска за утврдување на нормиран учинок на ниво на работодавач. И гледаме дека тука инспекторатот баш немаше некоја заинтересираност да постапи. И подоцна, кога Уставниот суд ги укина одредбите кои што се однесуваат на нормираниот учинок, исто така иницииравме постапки да видиме дали работодавачите постапуваат нели согласно одлуката на Уставниот суд, односно измената на законот за минимална плата и исплаќаат минимална плата, при тоа не оптоварувајќи ги работниците со нормиран учинок. И во овие постапки ќе видиме дека Државниот инспекторат за труд не постапува, односно е пасивен. Не може да се обратат до судовите кога ќе имаат прекршување на работничките права, затоа што се уште правдата е скапа, односно не може да си ја дозволат.
Од друга страна, ќе видиме дека и моменталниот закон за бесплатна правна помош е прилично рестриктивен и сите оние луѓе кои што се вработени се исклучени од самиот закон и не може да побараат заштита на нивните работнички права согласно овој закон. Ако го извадиме просекот, да кажеме, во текстилната индустрија за минатата година, колку беше просечна плата во таа индустрија, ќе видиме дека една месечна просечна плата е доволна да се покрие само едно судско рочиште. Па не е ни чудо што најголемиот дел од постапките кои што се водат за заштита на работничките права, особено ако станува збор за прекршување на повеќе работнички права и на повеќе работници се инициирани од страна на Сдруженијата на граѓани. Иначе, заштитата на работничките права и овозможувањето на минимални услови за работа всушност представува дел од процесот на усогласување на националното законодавство на Република Македонија со регулативата на ЕУ и со меѓународните стандарди, и целата анализа всушност ја водевме низ таа перспектива. Генералната рамка од која што тргнавме, односно во која што ја сместивме анализата, беше дека во рамките на меѓународната регулатива и во рамките на ЕУ регулативата, работничките права се третираат како составен дел од човековите права. Значи, тоа е она од што се поаѓа и тоа е она со што се завршува. Целокупната вредностна рамка, се она што се поврзува понатаму со заштитните механизми, со поставувањето на процедурите, со поставувањето на целокупната материја, е тоа дека работничките права се дел од човековите права и на тој начин треба и да се третираат, односно на тој начин треба да се гледа на нив. Заради тоа, кога зборуваме за работничките права, не ги имаме во предвид само националните закони, не ги имаме предвид само спецификуваните меѓународни документи, туку ги имаме во предвид и оние општи меѓународни документи, како што е Универзалната декларација за човекови права, како што е Пактот за економски, социјални и културни права, значи меѓународни документи кои што се од корпусот на Законот за човекови права на меѓународно ниво. Појдовната позиција за целокупната анализа беше дека Република Македонија во основа ги има ратификувано најголем дел или скоро сите од овие меѓународни документи. Значи нема меѓународен документ кој што Република Македонија го нема ратификувано автоматски кога зборуваме за обврските на државата во однос на она што представува регулатива и практична заштита на правата на работниците, мора да се стави во тој контекст. Македонија, Северна Македонија, ги има ратификувано, значи, овие меѓународни документи и автоматски е обврзана со она што го ратификувала. Основен проблем кој што се појави во рамките на анализата, меѓутоа и основен проблем од кој што тргнавме при анализата, е дека работниците во Република Северна Македонија не ги уживаат гарантираните права. Значи, во голем број на случаи, праксата прво не ги следи меѓународните стандарди, не ги следи меѓународните заштити и во голем број случаи фактичката заштита на работничките права не соодветствува на она што би требало да произлезе како од меѓународната регулатива која што има ратификувано Република Македонија, така Република Северна Македонија, така и од она што представува нејзино национално законодавство. Каква е актуелната состојба во однос на меѓународните документи? Во однос на Меѓународната организација на трудот, МОТ, досега Република Македонија има ратификувано 80 конвенции кои што се поврзани со Меѓународната организација на трудот. Меѓутоа има еден многу интересен куриозитет. Република Македонија ја нема ратификувано Конвенцијата за заштита и здравје на градежништвото од 1988 година. Токму една област во која што во нашата држава се појавуваат и најголем број смртни случаи, најголем број повреди и многу тешко се остварува заштитата на правата на работниците. Она второто кое што паѓа во очи кога ја разгледуваме регулативата на Меѓународната организација на трудот е тоа дека
некако државата се задржува на она што представува ратификација на конвенцијата, меѓутоа заборава дека Меѓународната организација на трудот работи и врз основа на препораки. Значи, не се важни само конвенциите, туку и многу спецификувани препораки кои што се однесуваат на специфични области, различни области и кои што државата со ратификацијата на конвенцијата прифатила да ги спроведува. Значи, не е работата само да се ратификуваат конвенциите, туку понатаму континуирано да се следат овие препораки. Цивил медија